Dobro утро на сите, каде и да сте. Понекогаш мораме да платиме со се што имаме. Собственикот на една продавница со скап накид седел во својот дуќан и ги наблюдувал минувачите. Вниманието му го привлекло едно мало девојче кое гледало нешто во неговиот излог. Потоа девојчето влегло внатре и прашало дали може да добие еден вреден дијамант кој сака да го подари. Собственикот праша: а за кого е тој подарок? Девојчето одговорило: за мојата сестра. Откако умре нашата мајка, мојата сестра ги превзеде сите одговорности на себе. Па јас на овој начин би сакала да и се одолжа. А колку пари имаш? Ја прашал тој. Девојчето извадило една мала кутија и ја ставило на масата. Во неа имало 2 банкноти, неколку монети и 2 школки. Собственикот ги зел парите, го спакувал скапоцениот камен и го дал на девојчето, кој со брзање излегло од продавницата. По околу 2 часа се појавила преубава девојка, му пришла на собственикот и го прашала: од кај вас ли е купен овој дијамант? Да, одговорил собственикот. Колку чини? Прашала девојката. Собственикот на дуќанот ја погледнал смирено и рекол: цената е доверлива информација меѓу мене и купувачот. Но мојата сестра немаше пари за овој дијамант, па затоа сакам да знам колку тој чини, возбудено рекла девојката. Собственикот по кратко молчење и одговорил: госпогице, вашата сестра ја плати највисоката можна цена. Даде се што имаше. Доколку сте подготвени во одредени животни околности да дадете се што можете, еден ден тоа сигурно некој ќе го препознае и ќе ви возврати со многу поголема вредност од онаа која сте ја дале. Доколку веќе не сте, заследете го овој YouTube канал со притискање на копчето Subscribe. Тоа ќе ви одземе неколку секунди, а за нас ќе значи многу со знанието дека утринските приказни ви се допаѓаат. Ви посакувам прекрасен ден.